Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Конечно, со задоволство можам да кажам дека Формула 1 новата сезона започнува. Овој викенд голема награда на Австрија. Трката ќе започне во недела во 15 часот и 10 минути во македонско време. Меѓутоа, кои се оние неколку најбитни моменти кои донесоа неколку промени во самиот начин на кој ќе функционира Формула 1 во следниот период, па предлагам да останете со каналот Формула 1 на македонски во следните неколку минути и заедно да ги пролистаме сите тие промени. На почетокот, задолжително користење на резервниот возач од секој тим, доколку еден од возачите се потврди дека е позитивен на COVID-19. Во тој случај, возачот заедно со неговиот најблизок персонал веднаш се упатува на изолација, а на негово место настапува резервниот водач. Значи, тоа е задолжително правило, ќе нема отстапки. Понатаму, имплементација на 5 мерки кои FIA и Liberty Media ги наложи на сите тимови, за да може да се одржи безбедно првенство, барем на овие 8 први потврдени трки од првиот дел на овој нов шампионат. Значи, имаме задолжително тестирање на сите учесници кои пристигнуваат на големата награда на едно Гран При, задолжително тестирање на возачите, целосниот персонал, намален бројот на присутни луѓе во падокот. Секој тим ќе може да има највеќе по 40 на луѓе, не повеќе. Тука ги вклучува возачи, механичари, целокупниот тим, значи нема да може да брои повеќе од 40 на луѓе. Ќе има промена на форматот на самата церемонија, значи после завршување на трките нема да го имаме она стандардно прскање со шампањското, интонирање на химните и возачите кои да се качат на подиумот. Ќе видиме, допрва не е одлучено како се тоа ќе изгледа. Пред самата трка ќе има многу помалку луѓе присутни на стартот целата рамнина, ќе има само ограничен број на механичари по тим, односно 16 механичари по тим. Ќе сигурно и оние интервјуа кои беа пред самиот старт на трката ќе бидат ставени на минимум. Пред самиот старт на трките, механичарите ќе бидат задолжени 5 минути пред исклучувањето на црвените светла да ги тргнат оние покривки на плевматиците, кои исто така служат како греачи за тие плевматици. Досега беше тоа правило на 3 минути пред трка, сега се поместува на 5 минути пред трка, за да даде повеќе време порелаксирано да биде тоа движење меѓу механичарите, да можат навремено да се повлечат. Доколку имаме вонредни услови, не знам, од X причини нема можност да се формира тој стартен грид, да се формира стартот целата рамнина да биде пополнета со болидите и да се очекува стартот на трка, тогаш FIA може да наложи сите болиди по редниот број како се квалифицирале за стартот да тргнат од бокс. Значи, ова е нешто ново, до сега не сме имале таков старт во Формула 1, сите болиди од бокс. Се надам дека и нема да имаме, сите стартови ќе бидат овозможени со секако примена на сите мерки кои FIA и Liberty Media ги предложија. Понатаму се враќа замрзнувањето на развојот на моторните единици, така што сите производители Mercedes, Ferrari, Renault и Honda ќе можат да донесат само 2 надградби, 2 промени на моторните единици и 2 нови спецификации во текот на 2020 сезона. И тука не спаѓа турбомоторите и MGUK, оние електрични мотори кои се замрзнати се до 2022 сезона. Понатаму имаме одлука, што верувам дека веќе ја знаете, сите тимови во 2021 година да ги користат истите болиди кои ќе се тркаат ова 2020 сезона, за да ги намалиме трошоците, нели, во овој кризен период. Значи, сите тимови ми е забрането промена на шасијата на оној главен дел на самиот болид, меѓутоа ќе можат нормално да инсталираат некои надградби за 2021 сезона, освен Мекларен, на кој му е дозволено да направи промена на самата шасија, бидејќи следната сезона ќе го менува добавувачот на мотори, односно од Рено повторно се враќа на Мерцедес мотори, иако Мекларен ќе мора да докаже на FIA да ги представи тие промени дека се само од технички карактер, да може да го инсталира моторот на Мерцедес, а не од карактер на перформанси. Како ќе успеат да го разграничат тоа, ќе видиме. Меѓутоа, Формула 1 знае да биде комплицирана самата по себе. Сите возачи понатаму имаат ист сет на плевматици за сите трки. Ако добро се сеќавате, до лани самите возачи имаа можност да се изберат колку ќе одберат компоненти на мека гума, колку на средна, колку на тврда, па тука имаше различни стратегии, различни припреми. Тоа донесе до уште една
плюс непредвидлива во исчекувањето на самите трки, меѓутоа со оглед на целата ситуација и со оглед на тоа дека некој Гран При многу лесно може да биде откажан, доколку наеднаш се влоши ситуацијата во таа земја, ФИА одлучи сите возачи да добијат 8 сета на меки гуми, 3 сета на медиум гуми и по 2 сета на тврде гуми, така да сите возачи ќе имаат истиот избор на гуми секој Гран При. Потаму може би стратегиите ќе бидат малку попредвидливи, меѓутоа тоа е што е, барем имаме сезона, не може да се жалиме ништо. И позната новост е новата графика која Формула 1 ја најави со многу интересни компоненти. Видов најразлични реакции по медиумите за и против, меѓутоа ќе се воздржам сега од мислење, бидејќи навистина од фотографија не може да се процени дали тоа ќе биде премногу натрупано или премалку, дали ќе биде збунувачки или не. Ќе го задржам мислењето и ќе се навратам на оваа тема после втората или третата трка, чисто да видиме во живо во етер како ќе функционира таа нова графика. Така да тоа е се што имав да ви напоменам за сите овие промени кои беа присилни поради оваа светска пандемија со овој вирус, и се надевам дека ќе уживаме сите во првата трка овој викенд. Секако ние на Формула 1 на македонски со нови видеа, квалификации ќе покриеме трка. Се гледаме, останете со каналот и поздрав!